Спонзорот Цермат ви представува. Народниот творец, низ текот на вековите, создавал културни вредности кои што се дел од светското културно наследство. Денес, наша обврска е истото да го зачуваме и во автентична форма да го пренесеме на идните генерации. Во тој контекст, од 29 јули до 1 август ќе се одржи 44-тото издание на Фестивалот на народни песни и игри и Илинденски денови Битола 2014. Од 29 јули до 1 август 2014 година ќе се одржи 44-тото издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри и Илинденски денови. Ми представува посебно задоволство да во име на организаторот Националната установа Центар за култура Битола да ве поздравам и да го најавам следното издание на овој фестивал, кој што е чувар на традицијата, е еден од најстарите фестивали во нашата држава. Исто така големо е задоволството кога ќе се каже, иако може би нескромно звучи, дека од година во година фестивалот расте во секаков смисол и во квантитет, но и она што е уште поважно во квалитет. Така да и оваа година во 4 фестивалски денови ќе имаме се она што е најдобро од македонскиот фолклор, значи традиционалните песни, игри и обичаи, староградската традиција на нашата држава и секако силен импакт од интернационалните групи кои што ќе бидат дел од фестивалот. Оваа година ги имаме групите од Холандија, Унгарија, Грузија, Словенија, Хрватска, а еден ексклузивитет кој што го возможуваме во соработка со општина Битола и со Битолското културно лето Битфест. Тоа е гостувањето и на групата од Јапонија, која што ќе биде дел од овогодинешната програма. Така да сметам дека покрај тоа што ќе ја видиме се она што е најдобро од нашата традиција, како изминатите години, и оваа година, следствено на неодамнешните гостувања на групите од Бразил, Мексико и Израел, кои што се така наречени екзотични држави, ќе имаме повторно една таква можност за време на фестивалот Илинденски денови да видиме нешто кое што е подалечно и кое што делува многу атрактивно. Фестивалот го прославува она најважното, македонското културно-историско богатство, а оваа година над 1000 учесници од земјава и странство ќе бидат дел од фестивалот. Значи, навистина ми е мило што еве Центар за култура безпрекорно ја организира оваа манифестација Илинденски денови, една можеби од најдобрите во Република Македонија, кое што го негува големото културно богатство, традицијата, музиката, фолклорот, нешто што мислам дека е голема придобивка и е бескрајно многу значајно. Практично кога го правевме концептот на Битфест, така и се договоривме најзначајните настани кои што веќе и беа и се случуваа претходно пред да постои Битфест, да ги вклопиме во рамките на Битфест, затоа што сето тоа заедно сме ние. Значи ние сме општината која што даде една многу интересна динамика и нова визура, нов фокус, ново гледање на сето она што го имаме како големо културно наследство и сето она што денеска го живееме. Во рамките на 4 фестивалски денови ќе се презентира високо квалитетна програма, класифицирана во вечери на традиционална, староградска и интернационална музика. 44-тото издание ќе го заокружи Драган Даутовски квартет со концерт во амфитеатарот на античкиот локалитет Хераклеа. На второто издание на Шекспир фестивалот учествуваше и Националниот театар од Истанбул, Турција, со монодрамата Хамлет во режија на Ишил Касапоглу, дело кое својата прва меѓународна изведба ја имаше токму во Република Македонија. Актерот Булен Темин Јарар толкуваше главната улога во монодрамата. Карактерот на Хамлет е во процес на постојана промена, како и неговиот стил, а овој пат беше прикажана како личноста која истовремено е во рамките на и надвор од настаните, е оној кој истовремено ги преживува и раскажува со неговата осаменост на сцената.
Битолчани имаа можност да ја погледнат и представата Сон на летната ноќ во режија на Џон Блондел, а во изведба на Националниот театар од Тирана, Албанија. Директорот на театарот од Тирана, Ервин Чули, го истакна своето задоволство што имале можност да соработуваат со истакнат светски шекспиролог, како што е режисерот Џон Блондел, и посочи дека представата која наишла на добар прием кај албанската публика е од најновата театарска сезона. Ја сакам оваа представа, сум ја проучувал, гледал, размислувал за неа речиси цели 3 декади. Во неа се представени 3 приказни, ниту една друга представа не ја прикажува зашеметувачката страна на љубовта и нејзините последици на така автентичен начин. Исто така е совршена представа за театарски фестивали, со оглед на тоа што зборува за оно што е во срцето на фестивалите, прослава на трансформативната моќ на актерството и актерите, истакна режисерот Џон Блондел. Синоќа битолската публика ја погледна представата Крал Лир во изведба на театар Джинот од Велес. Представата во режија на Звездана Ангеловска го поставува прашањето дали некој може да ни ја врати рамнотежата на светот или одамна ја загубија нашите предци. Главната улога ја толкува Јордан Витанов, а во представата настапува речиси целиот театарски ансамбл на истиот театар. Сценографијата ја изработи Валентин Светозарев, костимите се на Александра Карнинова Груев, а изборот на музиката е на режисерката. Директорот на Народниот театар од Битола Валентин Светозарев потсети дека Битолскиот театар е првиот во Македонија кој на македонски јазик го има поставено Шекспир, и тоа делото Хамлет. Прв македонски Хамлет беше Ацо Стефановски. Тој додаде дека Битола во македонската театарска историја е препознатлива и има дадено уште двајца актери кои ја толкувале улогата на Хамлет, и тоа Ѓорѓе Јолевски и актуелниот битолски градоначалник доктор Владимир Талески. Во рамките на Битфест во Завод и музеј концерт одржа пијанистката Сила Илија Согулари. Сила е родена во Анкара. По завршувањето на средното образование, таа се запишува на познатиот меѓународен универзитет Билкент во Анкара. Од 2011 година студира во Универзитетот Башкент во Анкара во класата на професор Камерхан Туран. Öncelikle benim için çok büyük bir mutluluk. За мен представа големо задоволство. Çünkü benim baba tarafım Ohrili, Makedonya. Што татком потекнува од Охрид, од Македонија. Ve ben aynı zamanda daha önce de örneğin 2008 yılında Skopsko Leto'da çalmıştım. Oradan sonra başka bir festivalde çalmak da daha güzel bir şey. Јас и порано учествував на Скопскиот музички фестивал, али вечера одека моето присуство ми представува посебно задоволство што учествувам на овој фестивал. Şimdi çok mutluyum, hevesliyim, heyecanlıyım. Возбудена сум, воедно задоволна и среќна сум што ќе настапувам вечерва, а малку и возбудена. Има настапувана на голем број надпревари и учествувана на голем број фестивали, меѓу кои и на фестивалот Скопско лето, каде Сила настапи со својот татко тенорот Шакир. Инаку на програмата на концертот се изведоа композиции од Бах, Бетовен, Шопен, Прокопиев и многу други. Во преполниот амфитеатар на Хераклеа, Солза и смеа, ја одржа најновата нивна премиера на представата Перо Малеро. Овој пат временските прилики беа на страната на членовите на Солза и смеа, па представата имаа можност да ја погледнат голем број битолчани. Атмосферата пред представа тука сите сме собрани. Хераклејата се полни, се надевам дека ќе се исполни како и секоја година. Која е пораката во самата представа? Пораката е многу интересна, затоа што човек кој ќе се роди малер нема тука, тоа е страшна работа. Кој ќе на некој не му оди, значи него не му оди да тоест бара чаре да се самоубие и не му оди таа работа. Значи Господа те чува од жена која што си има многу барања, а мажот е едно големо тутуле. Мислам дека битолчани ќе уживаат во самата представа, секако и нашата екипа. Саше, што мислиш колку се денес потребни комедиите, особено во 21 век, кога сите се и напнати во ера на технологија? Ете ние се трудиме колку што можеме да бидеме тука присутни, за да внесваме во луѓето расположение. Значи, ете 5-6 години од кога почнавме да ги снимаме скечоите и со представите, сме присутни некако да ја засмејуваме публиката, али последно време
не знам дали ние или публиката е малце подзаситена од нас, не знам, али стварно му треба многу. Му треба на народот смеење, тука да дојдат да се олабат едно сат и 15 минути, да заборат на се и да влезат во проблемот на Перо Малеро. Стварно има човекот голем проблем. Тој се има пари, има богате, ама жена му е градска чупа, од високо општество, тој е од село и човекот многу му е тешко и тука барем за момент да се занимаваме со еден проблем на еден човек кој што стварно му е многу тешко. Не се занимава тој со пари, со ова, со оно. Тој се занимава со жена му што го вара, со кој што ќе стигне. Стварно тешко му било на Перо во секој случај. Обично ги прашуваме гостите кои што ќе дојдат во Битола. Меѓутоа, ети со тебе е можност нели да поразговараме каква е битолската публика, како е да се настапува пред нашите битолчани кои што се секогаш критички настроени. Па сега пред да почнеме со интервјуто, ти ме праша мене. Значи мене ми е ова 11 пат, вечерава ќе ми биде 11 пат кај што ќе играм во Хераклеја. Сме играле преполна Хераклеја. И да има помалце, чувството е многу одговорност треба да имаш, што ти стварно нашата публика може да ја добиеш, ама можеш да ја изгубиш за влакно и затоа бев многу за ова представа предпазлив, што ќе направиме и како ќе направиме. Значи публиката битолска си има вкус за се, и за драмски представи, и за мелодрами, и за мюзикли, и за опера, и за комедија. Мислам дека не треба со битолската публика одење на жица. Еднаш ако ги изневериш, мислам дека имаме една од подобрите публики во Македонија. Околу 2000 битолчани се смееја до солзи со проблемите кои го измачуваа Перо, а на комичен начин актерите на Солзи и смеа ги пренесоа на публиката. Денес во просториите на Интимен театар, битолчани ќе имаат можност да се дружат со незаменливите стендап комичари Никола Тодоровски и гостинот од Бугарија Иван Кирков. Не пропуштајте саат и 15 минути пеколна стендап комедија, малку пикантерија и дефинитивно вежби за стомачни мускули. Охридскиот актер и стендап комичар Никола Тодоровски заедно со својот колега Иван Кирков од Бугарија имаат два извонредни настапи во престижниот клуб Студио 5 во Софија. Тие настапија на 17 и 20 јули, еднаш на англиски јазик за мешаната публика и еднаш на бугарски за домашната. Како дел од соработката помеѓу овие двајца комичари, вчера следуваше настап во Охридскиот клуб Джезин, а денес ни доаѓаат во нашиот град. На престојните шоуа гостинот од Бугарија ќе возврати со настап на македонски јазик. Никола и Иван беа наградени на првото издание на Stand Up Adria Awards 2014 манифестација, на која беа наградувани најдобрите стендап комичари во регионот. Иван како најдобар стендап комичар во регионот за 2013, а Никола како најдобар стендап машки комичар во Македонија, исто така за 2013. Стендап шоуто во Интимен театар е со почеток од 21 часот.